Христос се роди, почитувани, добродојдовте во вечерашното издание магазин Сотомич. Реков дека ја посветивме за и околу празник, односно мајката на сите празници Божик. Со нас во студио е неговото високо просвещенство Владика Петар. Христос се роди. Вистина се роди. Владико Петар, со оглед дека стана збор за тоа дека Божиче како празник, мајка на сите празници. Која е суштината на Божич? Суштината на празникот Божик, кој што има отприлика 3 именувања. Првото именување за празникот е всушност Епифанија, грчкото, на наше преведено би значило јавувањето на Бога. Значи, второто е Теофанија, што значи богојавување, и третото е генетлија на грчки, или преведено наше раѓање, што значи ние знаеме дека како во Стариот, така и во Новиот Завет, Бог се јавува. И не може да се замисли ни Стариот, ни Новиот Завет без јавувањата Божи, и јавувањата Божи се всушност суштина на животот, како во Старозаветната, така и во Новозаветната црква. Кога зборуваме за Божик како празник, кој што всушност значи јавување на Бога во тело, на Синот Божи, кој превешно од Отецот се раѓа за нас на необјаснив начин, и уште, како што еден познат длабок мислител на црквата наша света, православна, светиот преподобен Максим Исповедник, вели дека Бог при создавањето уште на светот ја имал својата мисла, идеја за воплотувањето на човекот. Значи, создавањето на светот, на севкупниот свет, конечно завршува со воплотувањето на Синот Божи, и не може од тоа да се избегне. Имено пак се поставува прашањето како и зошто се воплотува сега Синот Божи, зошто Бог станува човек, зошто се изедначува со луѓето во се освен во гревот. Знаеме дека Господ, кога го создал првиот човек, Адама, и рекол не е добро да биде сам, да му создадеме нему подобен помошник, пуштил цврст сон на него, зел едно од неговите ребра и ја создал жената, за која рекол дека Адам, еве ова е коска од моите коски, плод од мојата плод, ќе се нарече жена, зашто е земена од својот маж. И така, првите луѓе се создадени да се обожат. Овој празник, воплотувањето на Синот Божи, е сушност со цел, со намера, она што не успеале Адам и Ева да го постигнат, а тоа е обожувањето, што тие всушност го прекинале со нивната непослушност, со првородниот грев, со паѓањето на човечката природа. Еве сега Синот Божи од преголема љубов кон своето создание, кон човекот,
по благоволението на Отецот, доброволно сака да се понижи и излегува од прегратките на Отецот, според радосната вест што ја соопштува Архангелот Гаврил на Пресвета Богородица на Благовец, дека таа ќе зачне и ќе роди син и ќе му стави име Емануил, што значи со нас е Бог, и всушност раѓањето на Синот Божи, Господ Исус Христос, во тело е всушност, како што кажавме, да го врати човечкиот род повторно во заедница, зашто со првородниот грев Адам и Ева се одвоиле од Бога. Одвојувањето од Бога или отпаѓањето од Бога или паѓањето на човечката природа значи губење на Светиот Дух. Тие значи го загубиле Светиот Дух и не можеле себе си да се обожат. Затоа и сега, кога зборуваме за јавувањето на Бога или епифанија на грчки, всушност Бог сега токму со таа намера се јавува, ама јавувањето на Бога или раѓањето на Бога во тело, тоа е всушност овој празник што ние сега го празнуваме, што го именуваме Божик. И уште е именуван како мајка на сите празници. Што значи тоа мајка на сите празници? Ако не се воплотеше Синот Божи, ако не се родеше и не станеше човек, тогаш очигледно не ќе постоја и другите празници за кои ние сега зборуваме. Пред да се случи овој голем настан, значи не станува збор за нешто моментално што се случило, туку за настан кој длабоко е присутен во целокупниот живот на православниот христијанин и уопшто на христијаните, очигледно дека тој настан е поврзан со сите други празници што произлегуваат после него. Но, за да ни биде појасно што се случило со Адама и Ева, имавме во неделата пред Божик појаснување со тоа што на Евангелието беше прочитан родословот. Тоа е неделата на Светите Отци и во родословот се говори за следното. Како од Аврама до Давида имало 14 племиња или родови. Како од Давида до преселувањето вавилонско имало уште 14 родови и како од преселувањето вавилонско до раѓањето на Господ Исус Христ имало 14 родови. И таму интересно како се говори дека Аврам го роди Исака, Исак го роди Јакова и понатаму продолжува родословот на тие племиња, да тие родови 14, за кои спомнавме и за другите 14 и за третите 14 родови. Што е овде интересно? Зошто таму се вели дека Аврам го роди Исака, Исак го роди Јакова и така натаму. Тука сака да се укаже на тоа дека станува збор за раѓања од семе, значи семено раѓање. Тоа исто така укажува дека станува збор за родови
кој од Адама натаму како што следи, се во греовна состојба. И тие родови, сите, без оглед што некои од луѓе од тие родови доживеале и известна светост, но целосно не успеале тие да го задобијат Светиот Дух, односно во Стариот Завет нема постојаност Светиот Дух. Во која смисла? Во смисла дека за да има постојаност човековата природа треба таа да биде ослободена од греовната состојба. Не можела да биде ослободена од греовната состојба, бидејќи требало некој да ја ослободи. За да ја ослободи некој таа човечка природа од греовната состојба, потребно било тој да е безгрешен. И затоа сега ги имаме овие родови за кои се говори дека се родови од семето Авраамово, семето Исаково, семето Јаковово и така натаму, за да дојдеме до раѓањето на Господа Исуса Христа, каде што сега имаме веќе раѓање без семено. Која е суштината на празникот? Суштината на празникот е раѓањето на вториот Адам. Првиот Адам е оној создадениот Адам, кој што, затоа што беше непослушен, исто и Ева, за која нешто говори свети апостол Павле, сгреши Адам и умре. Преку Адама и ние, како наследници на првородниот грев, и ние грешиме и умираме. Сега, тоа сето што се случило, треба некој да го поправи. Не може никој да го ослободи човечкиот род од гревот и смртта, освен самиот Бог. Оттаму се раѓа желбата, оттаму е присутно доброволното понижување на Синот Божи кој превечно се раѓа од Отецот, по благоволението на Отецот сега да посака да се роди и да стане човек во се еднаков со луѓето освен во гревот. Па така, сега ја имаме за разлика од првата Ева, која што заради непослушноста да јаде од забранетиот плод и заради тоа сгреши и Адам кога зеде од забранетиот плод да јаде и тој, треба тоа да се поправи со втората Ева. А втората Ева е Пресвета Богородица, која што немала никаков свој личен грев и заради тоа се удостоила во најтешкото време за човечкиот род, кога дури многу божечките поети, како Цицерон и други, говореле дека му нема спасение на човечкиот род. Но ете, токму тогаш, кога се исполнило времето, Пресвета Богородица, заради незината послушност, заради незината пазење од секака греовна состојба, затоа што е родена од незините родители Јоаким и Ана, богоотците наши, затоа што не е родена од телесна плот и поход, туку од испросена со горешни молитви, во старост, длабока на незините родители, која не направила никаков грев, ете, се удостоила и разликата која измеѓу првата Ева и втората Ева, Пресвета Богородица. Таму имаме непослушност, овде имаме послушност. На зборовите на Архангелот Гаврил, дека ќе зачне Пресвета Богородица
od Svetиот Дух и тоа што ќе го роди ќе биде свето и ќе му стави име Емануил, што значи со нас е Бог. На тие зборови таа не се спротивставила, само прашала како ќе биде тоа кога јас не знам за маш. А тоа значи дека Пресвета Богородица знаела дека дотогаш немало никаков пример да се роди дете без маш. И од тука било незиното прашање како тоа ќе биде кога јас не знам за маш и кажува и објаснува нејза архангелот Гаврил. Силата на Севишниот ќе те осени и тоа што ќе се роди ќе биде свето. Таја не се спротивставила на зборовите на архангелот Гаврил, туку покажала длабока послушност, нека ми биде според твоите зборови, во тој момент е зачнат во утробата на Пресвета Богородица, на Пречиста, Синот Божи, Господ Исус Христос. И тука е сега суштината на она за кое ние зборуваме, за овој голем и спасоносен празник, мајката на празниците. Што значи? Ете, зачнува Пресвета Богородица од Светиот Дух и го раѓа Синот Божи и сега во една личност имаме ние две природи. Во личноста на Синот Божи, кој превечно се раѓа од Отецот, сега имаме Син човечки, кој се раѓа од Пресвета Богородица. И на тој начин се веќе присутни две природи во една личност, во личност на Господа Исуса Христа. Во тој дух на нештата сега следува она што е битното, имено. Празниците кои што се поврзани за да биде појасно со мајката на празниците со Божик, еве ќе ги прескокнеме другите, како што е празникот обрезание, за да се потврди дека Синот човечки е вистински човек, за да се побијат погрешните учења дека привидно бил човек, за тоа дека се сретнува со оној што сакал да напише дека жена ќе роди, а не девојка. Тоа е насретение со праведниот Симеон. Празникот кој е длабоко поврзан со Божик е Теофанија или Богојавление. На Богојавление што имаме? Имаме сега комплетно, целосно и директно јавување на Светата Троица. Ако во Стариот Завет на Аврама му се јави Светата Троица во вид на троица патници, три ангели кои ги представуваат трите лица на Светата Троица, Отецот и Синот и Светиот Дух, сега имаме директно јавување на Светата Троица на крштенијето на Господа Исуса Христа и имено при крштенијето на Господа Исуса Христа Светиот Дух слегува на Синот човечки. Светиот Дух практично го миросува, она што би рекле ние во нашата тајна крштение миропомазанието, што е за нас луѓето, овдека го имаме слегувањето или помазанието на Светиот Дух на човекот Христос, Богочовекот Христос. И со тоа веќе се случува миропомазанието на целиот човечки род. Зошто? Затоа што сега природата на Господа Исуса Христа, која е човечка природа, во се еднаква, освен во гревот, со нашата човечка природа, таа природа веќе
ја представува Господ Исус Христос, оти таа е наша природа, бидејќи тој веќе примил наша природа, Господ Исус Христос. И понатаму, секако, богојавление е битно, дека тука имаме покрај крштевањето на Господа Исуса Христа, од страна на Свети Јован Крстител, слегувањето на Светиот Дух на Христа и гласот на Отецот, ово е мојот волјубен син, кој е по мојата волја. Ние овдека имаме целосно појаснување за сето она што треба да се случува. Слушно што е поентата во овој празник, зошто Христос дошол. Спасителот Христос дошол за да го обожи човекот. Значи, обожувањето на човекот доаѓа преку враќањето на Светиот Дух, што му бил одземен со првородниот греф или со паѓањето на човечкиот род. Понатаму, што е битно во врска со другите празници кои што се поврзани со првиот празник, со мајката на празниците, со Христовото рождество. Тука го имаме празникот страдањето на Христа, нашиот Спасител, на крстот. Што значи Христос, Синот Божи, кој доброволно доаѓа во светот, тој е присутен во човечкиот род, уште како дете расте, како што растат и сутие други деца, како што читаме во Светото писмо, и детето напредуваше и телесно и духовно, и имаме таму дека доброволно Христос сега за да го избави човечкиот род од гревот и од смртта, посакува и прифаќа да пострада. Неправедно е тепан по плечите, неправедно е плукан и шамаран по образите, ставен му е црно венец на главата и се пролева крвта негова на главата од трновиот венец, неправедно е осуден да биде распнат на крст, најсрамното оружје до тогаш за човечкиот род. Го носи крстот на Голгота, каде што треба да биде распнат, паѓа под товарот на крстот како човек. Распнат е меѓу двајца разбойници, едниот од десната, едниот од левата страна, за кој ние, ако сериозно размислиме, дека ние сме поставени сега на истото рамниште таму, каде ќе се најдеме, дали од десната страна, на оној благоразумниот разбойник, кој што заради нас и заради нашето спасение Христос се распнува, а тој ја гледа неговата доброволна смрт на крстот за спасение на човечкиот род и бара од него да му прости и да си спомне Господ за него во Царството Небесно, а он му вели уште денеска ќе бидеш со мене во рајот наспроти другиот, кој што не само што не бара прошка за своите гревови, туку хули на Бога и вели ако е тој Син Божи, нека се спаси, нека слезе од крстот, нека се спаси себески, нас нека не спаси. Прашањето е кај сме ние, дали сме на десната или на левата страна. Христос умира на крстот, со смртта своја, смртта ја победил. И на тој начин што ја победил смртта, конечно ја победува смртта со своето воскресение. Во третиот ден воскреснал од мртвите. Ние практично со воскресението на Христа нашиот Спасител имаме од Бога дадено гаранција дека како што Христос, Спасителот, воскресал од мртвите, така и ние ќе воскреснеме од мртвите. Но Христос со нашата човечката природа, со неговото тело, што го имал
по воскресението веќе не исто како она пред тоа, зашто тоа тело е веќе преобразено, тоа тело е продуховено, тоа тело нема повеќе потреба од физичка храна и физички потреби, што ги има човечкото тело наше со кое ние живееме, и конечно тоа тело Христово, кое минува низ вратата за кое законот на непробойноста не представува ништо. Тоа тело Христово нам ни покажува какви ќе бидат нашите тела ако ние се удостоиме да го заслужиме Царството Небесно. Значи, природата на Христовото тело ја следиме и ние, оти всушност таа наша човечка природа Христос ја покажал и докажал во текот на неговото воплотување, во текот на неговите страдања, во текот на неговата смрт, неговото воскресение. И понатаму се случува она за кое зборуваме, дека нашето тело по воскресението Христос, кога се јавува на апостолите, најнапред на Мајката Божја според преданието, па на Марија Магдалина, на жените мироносици, на браќата во Галилеја, 500, како што им рекол, на број што биле, на патниците во Емаус, кога не го препознале и откако ја благословил трпезата, односно благословениот леб го претворил во тело негово, а благословеното вино во крв Христова, и он тогаш исчезнал, бидејќи немало потреба да биде присутен тука Христос со неговото тело, кога веќе неговото тело е веќе присутно преку Светиот Дух, кој што го претворил лебот во негово тело и виното ја претворил во негова крв. И натаму битно е дека Христос со неговото тело на Спасов ден се вознесува на небесата. А со вознесението на небесата ја воведува човечката природа во заедница со Светата Троица. Он седнал одесно на Бога Отецот, како што читаме во символот на верата. И сега тука веќе човечката природа ја завршува својата, да речеме, своето назначување, дека таа е веќе вратена во заедница со Бога. Таа е веќе во заедница со Светата Троица, во животот на Светата Троица е вклучена човечката природа преку седнувањето на Господа Исуса Христа одесно на Бога Отецот. Но тука сето уште не завршува за спасението на човечкиот род. Зашто сето она што досега го зборувавме, кое што всушност го прави Христос со тоа што сака да не обожи нас и не обожува нас, обожувајќи ја човечката природа, Христос не води сега за конечното она обожување за кое говориме, дека Христос кажал дека нема никогаш да го напушти човечкиот род. Кога им рекол на апостолите дека ако он не отиде на небесата, ако не отиде при својот Отец, тогаш не може да им го испрати Светиот Дух. Тогаш нема да биде. Христос останува во заедница со апостолите преку телото и крвта негови, тука на земјата, кога зборуваме за земната литургија, но веќе он е во небесната литургија како човек, односно како богочовек. И Христос ветувањето дека ќе им го испрати Светиот Дух на апостолите го исполнува на Педесетница, настанот кој што
ние може добро познат, е токму она кога Светиот Дух веќе во континуирано, постојано останува со човечкиот род. И натаму следува она за кое што зборувавме, дека да се вратиме сега уште малку на почетокот, кај што спомнавме зошто Христос практично се воплотил. Зошто Синот Божи примил човечко тело. Примил човечко тело Христос за да го спаси човечкиот род, тоа е икономијата, која се вика во црквата, грижата за спасение на човечкиот род. Така што Христос го спасува човечкиот род со тоа што ја обожува човечката природа и ние, ако се обожиме, а тоа е целта на Христовото доаѓање во светот, да го обожи, и тоа не само човекот, туку целиот свет да го обожи. Зашто? Затоа и говори, како што спомнавме на почетокот, кај за свети Максим Исповедник. Главната идеја на Бога било за воплотувањето на Христа, нашиот Бог и Спасител, всушност да ја приведе човечката природа во заедница со Бога, за да биде постојано во заедница со Бога човечката природа. Со други зборови кажано, оној пат на обожувањето што го прекинале нашите прародители Адам и Ева, со непослушноста, со падот нивни, со првородниот грев, еве Христос, Спасителот, тој пат сега го продолжува, ама тој пат се продолжува преку дејството на Светиот Дух и треба да се знае дека Светиот Дух е веќе постојано присутен во човечката природа од моментот кога врз Христа, нашиот Бог и Спасител, како човек, Светиот Дух го помазал при крштевањето на реката Јордан од Јована. Сега мислам дека од прилика ни станува јасно зошто Божик, кој е празник на раѓањето на Синот Божи, или воплотувањето, или јавувањето на Бога, или тоа е всушност Епифанија, или Богојавувањето, Теофанија, или генетнија, или раѓањето на Бога во тело, всушност е исклучиво за да го обожи човекот, да ја обожи човечката природа, ама како што кажал и светиот преподобен Максим Исповедник, конечно и целото создание, целиот создаден свет да го врати во заедница Бога, токму затоа е и воплотувањето. Станува збор за послушноста и за сите оние кои што ќе покажат послушност кон Бога, како што покажала послушност Мајката Божја Пресвета Богородица. Објаснивте во секој случај и верувам дека и гледачите имаат една вистинска слика за се тоа што говорите. Што и кој му подарил на Богомладенецот како на новороденче, а што треба ние, тоест секој од нас, да му подари на Христа Богомладенецот? Во врска со даровите, подарувањата, ова убаво го потенциравте, треба да знаеме дека во пештерата, кога Христос, нашиот Спасител, се раѓа,
Има една црковна песна која ни говори вака. Вели, што му подариле ангелите? Ангелите му подариле песна, химна. Ангелската химна што ја пееле ангелските хорови била слава во висините на Бога, на земјата мир, меѓу луѓето, добра волја. Значи, тоа е навистина голем дар, голем благослов од силите небесни, ангелските сили, при раѓањето на Христа, нашиот Бог и Спасител, кој што е всушност Бог на мирот. Христос е Бог на мирот. Ама не било каков мир, зашто Он им вели на своите ученици и апостоли, мирот свој ви го оставам, мирот свој ви го давам, но не ви го давам како светот што го дава, туку да не се плаши срцето ваше. Што значи, во мирот Божи нема никаков страв од ништо, бидејќи тоа е совршен мир. А совршениот мир доаѓа при обожувањето, кое нам ни доаѓа практично преку Светиот Дух, зашто, еве, само да се подсетиме како обожувањето било присутно дури и во Стариот Завет, но не е како совршено обожување, туку како што она пееме во тропарот на празникот Преображение, дека учениците Христови, апостолите Петар, Јаков и Јован, колку што можеа ја поднесуваа таа светлина што зрачеше од Христа Спасителот кога тој се преобрази на гората Тавор. А лиштата негови беа светли како снег, светлина силна од него зрачеше, ја покажа својата слава, но тие попримија од Божјата светлина, која всушност е благодата Божја, која што ја примиле колку што можеле, зашто тие уште не биле исполнети со Светиот Дух што го примиле на Педесетница, на духовден. И така, во Стариот Завет имаме случај каде што и Мојсей ја примил Божјата благодат или таа светлина за која говориме дека Отецот е Отецот на светлините, односно на благодата, ама и Синот е светлина и Светиот Дух е светлина. Така што станува збор за светлината, за благодата Божја, за природата божествена што Господ нам ја дава, во која ние можеме да учествуваме, ама не сме ние извор на таа. Ние сме примачи на таа светлина, примачи сме на благодата Божја. И затоа кога Мојсей на гората Сион бил таму и кога Господ му рекол дека не може човек да го види Бога и да остане жив, ете нему Бог му се јавил, ама не му се јавил во неговата суштина, туку му се јавил во благодата. И се вели дека тој низ процепот на карпата го видел Бога од зад грб, просто речено, односно, оттаму му била испратена благодата Божја и тој кога ја примил благодата Божја, веќе светлело неговото лице до таа мера што оние што го чекале долу да ги донесе 10 Божји заповеди, не можеле да гледаат во него, заради што била многу силна таа светлина. Таа светлина всушност е таа благодат Божја, што ја попримил светиот пророк Мојсей и морал да се стави покривало за да можат некој да го гледаат него. Значи, пак се враќаме на она битното што е зошто Христос доаѓа во светот. Доаѓа за да го облагороди човечкиот род, за да го обожи човечкиот род, за да го врати во заедница со Бога, односно да го продолжи патот негов на обожувањето, кое е нешто
го прекинале нашите прародители Адам и Ева со првородниот грев што го направиле. И сега, конечно во таа смисла, велиме, кога се родил Господ Исус Христос, се вели дека светлина ја обзело целата таа котлина, целиот тој простор. Таа светлина, пак зборуваме за таа светлина, е благодата Божја што се испраќа на тој ден при раѓањето на Господа Исуса Христа. И понатаму се вели што му подариле другите таму нешта. Пештерата, вели, му подари јасли во кои се роди Богомладенецот Христос Спасителот. Понатаму, што му подарија, вели, пастирите? Пастирите чудо. Тие го видеа тоа чудо и тие му го подарија на Христа чудото што се случи. И во таа црковна песна, меѓу другото, се вели, а што ние му подаривме на Христа при неговото раѓање? Ние му ја подаривме Пресвета Богородица, од нашиот род, од човечкиот род, се роди Пресвета Богородица, која го прими во незината света утроба, за која велиме дека е пречиста, за која велиме дека е поширока од небесата, бидејќи небесата не може да го опфатат Бога, Синот Божи, ама еве, сакајќи да го спаси човечкиот род, се понижи Синот Божи да стане човек, да се всели во утробата на Пресвета Богородица и така натаму. А конечно пак ние денеска, што можеме да му подариме на Богомладенецот? Кажано е дека постојат три најдобри или најсовршени добродетели: верата, надежта и љубовта. Ние треба тоа да му подариме. Вера чиста, не било каква вера. Вера преданиска, вера што ни ја дал Христос, нашиот Бог и Спасител, преку неговите свети апостоли, преку евангелистите, преку светото предание што го имаме во црквата. Вера која што е на некој начин искристализирана во правилата или каноните на нашата света црква, кога се појавиле погрешните учења во црквата, за кои биле свикани и вселенски и помесни собори, и учењето на светите оци и нивните канони, за кои таква вера треба да му пренесеме, а не вера денеска што не тераат на некакво си глобално заедништво во молитвата. Ние можеме да се молиме за сите во нашата приватна молитва и тоа не е воопшто спорно. Ама ние не можеме на нашата заедничка молитва во црквата Божја, на литургијата, кога се пренесуваат даровите, таму да се молиме. Званично во црквата Божја не можеме да се молиме со оние што не се членови на црквата, зашто имаме и во делот на самата божествена литургија една ектенија која се вика на огласените, односно на оние кои што ќе го примат крштението и се подготвуваат за крштението, ама уште не се крстени. И таму се вели, вие што сте огласени. Односно, кажано е, црквата огласила дека вие ќе станете членови на црквата, ќе се крстите. Тоа станува збор за во раната црква, кога возрастни се крштевале луѓето, и излезете. Тука треба да излезат и сите што се недостојни по правилата за да го примат светата тајна Евкаристија, причесната. Но ете, во црквата се прават пак некои остапки со цел и желба за спасение на луѓето, на оние кои што ете не се подготвиле за да примат телото и крвта Христови, наспроти пак на некои што претеруваат во таа работа, да се причестуваат секоја недела, иако не се подготвиле вистински онака како што треба, со молитви вечерни и утрински и со претходно исповед, ако има смртни барем гревови. За оние другите гревови може и некогаш да се
прогледа, што велиме, низ прсти, ама за смртните гревови не може да се прогледа низ прсти. Со смртни гревови не смееме да пристапуваме кон светата тајна Евхаристија, кон причесната. И тоа е она за кое ние зборуваме, значи вера таква чиста, надежта. Значи ние не можеме да очекуваме спасение наше и на човечкиот род без надеж дека ќе го примиме Царството Небесно. А конечно се знае дека најголема од сите тие три добродетели е љубовта, која не престанува. Зошто се вели верата, таа ќе престане кога ние ќе влеземе во Царството Небесно. И надежта ќе престане. Оти верата веќе не е вера, туку преминува во знаење. Надежта не е веќе надеж, бидејќи го доживуваме Царството Небесно. Ама љубовта никогаш нема да престане, но пак да потенцираме и да кажеме каква љубов. Христос Спасителот на барање на еден од оние што ги именуваме како книжници или што се занимавале со законите во тоа време, млад човек пристапил, го прашал што треба да направи за да добие живот вечен, му кажал да ги исполнува Божите заповеди. Тој рекол дека уште да не прелюбодејствува, да не лаже, да не краде и така натаму. И на крајот му вели дека од младоста тоа го исполнува и Господ му вели дека има две заповеди кои тој треба да ги исполни. А тоа е првата: возлюби го Господа, Бога твојот Бог, со сета своја душа, со сиот свој ум, со сето своје срце, со сета своја сила, со сета своја помисла. Значи, безпрекорна и целосна љубов кон Бога како Создател, бидејќи надвор од Бога како Создател, ние не можеме да очекуваме дека имаме заедница со Бога. Значи, заедницата со Бога и вистинската љубов со Бога е кога ние целосно сме со Бога и дека ништо не може да не спречи од љубовта кон Бога и дека надвор од заедницата со Бога практично и нема живот. А второто е, безусловно, не може да се стигне до Бога ако не се нема љубов и кон ближниот свој, зашто Господ рекол, значи, Бога да го возлюбиме така како што кажавме и ближниот како што се сакаме самите себе. Значи, така треба да биде љубовта наша кон Бога и љубовта Божја, љубовта кон ближниот како што се сакаме самите себе. Владико Петар, каков однос покажал Ирод, царот јудејски, кон Богомладенецот, царот на царевите, кој рекол: царството мое не е од овој свет, царството кон кое ние копнееме животот во идниот век, царството небесно? Па, мислам дека она што се случило со односот на царот Ирод и денеска се случува со односот на сите оние кои што имаат позиција таква каква што имал царот Ирод. Односно не што управуваат со народот, што управуваат со светот, дали се тоа председатели, дали се тоа премиери, дали се тоа луѓе кои се поставени како цареви и монаси и така натаму. Сите тие луѓе треба да разберат и да сватат дека односот нивни треба да биде кон Бога, кон Христа Спасителот во конкретниот случај, како што бил односот на оние тројца луѓе што дошле да му се поклонат на Господа Исуса Христа, тројцата мудреци, представници на трите народи или раси, просто речено, кои што го примиле и прифатиле Христа за цар, неземен, зашто, како што вие спомнавте во самото прашање,
дека царството мое, Христос рекол, не е од овој свет. Но сите оние што го отфрлаат Христа, а денеска се на позиции да управуваат со народот, практично тие сакале или не сакале да признаат, се во истата ситуација и положба во која што бил поставен Ирод. И како што тој барал да го убие Христа, така и тие со своите постапки истото тоа го прават, доколку не постапат како што постапиле тројцата мудреци, кои што му донесле дарови. Значи, даровите биле злато, ливан и смирна, а тоа се всушност дарови кои укажуваат на трите служби на Христа Спасителот, царската, првосвештеничката и пророчката служба на Господа Исуса Христа. Во таа смисла сакам да укажам на тоа дека ние и ден денеска сме должни да му принесеме на Христа достојни дарови, а рековме, оние три добродетели кои се образец на сите останати добродетели, што ги има во христијанскиот православниот свет, ако ги исполниме, тоа е исто како и оние две заповеди за кои прашувал, односно барал живот вечен, оној законник од Христа, што значи со две такви исполнети заповеди се стигнува во Царството Небесно и со оние три како основни добродетели, верата, надежта и љубовта, се стигнува пак во Царството Небесно. Врегувам финале на вечерашната емисија. Која е вашата порака? Пораката моја за овој празник, за воплотувањето на Христа, нашиот Бог и Спасител, е до сите наши верни чеда во нашите епархии, секако, и можеме слободно да кажеме сите оние што не гледаат и слушаат, доколку мислат дека тоа што го кажуваме ќе придонесе за правилното и вистинско славење нивно или наше, поточно речено, на овој голем спасоносен празник, е ние да си ја запознаеме, зборувам за православните христијани, да си ја запознаеме нашата света православна вера. Бидејќи без познавање на верата, ова посебно го упатувам кон православните интелектуалци, кои многу работи знаат и прекрасни се во нивните анализи, кажувања, во секој поглед, дури во изучувањето на другите религии, вери и така натаму, како што имавме можда скоро да слушаме од еден учен човек наш, професор и така натаму, ама верувајте дека не си ја знаеме, или поточно кажано, не сакаме да си ја запознаеме нашата прекрасна православна вера, која што не ни е нам од луѓе откриена, ниту од ангели, туку од самиот Бог, Синот Божји. И ако Бог ни ја открил, а Бог открие на нашата вера, ние сме должни да си ја запознаеме верата и пак упатувам не само до интелектуалците порака, туку и до сите наши православни верници, почнувајќи од оние кои што и не се доволно и писмени, туку вклучувајќи ги и сите оние кои што имаат потреба од Божјата наука, од Божјото Слово, од нашата вера света православна. Верата не само да си ја научиме, туку длабоко да ја доживуваме
и празниците неформално да ги славиме со прејадувања и со опивања и со пеење недолишни песни, туку да ги доживуваме и на тој начин да придонесеме за нашето очистување на срцата, просветлување, очистување на срцата значи да ги очистиме од лоши грешни желби, похоти, страсти и грешни дела, да ги просветлиме нашите умови, да не дозволуваме во нив да се вселуваат грешни мисли, кои стануваат помисли и после фантазии, и секако во тој дух, живеејќи во вистински пост, подвизи и молитви, да стигнеме до обожувањето преку кое ќе го наследиме Царството Небесно. Христос се роди, навистина се роди, за многу да ни прати. Амин. И благодарам многу што бевте соговорник Благодариме на во Бога. оваа прекрасна вечер, празнично. Посакам добро здравје, владико. И дај Боже, наскоро повторно се сретнеме во една од емисиите наша на телевизија Вистел. Вистинска телевизија. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас во оваа празнично издание, посветено за Божик, празник на раѓањето Христово и духовната преродба, вера, надеж и враќање кон семејните традиции. Бите ми живи и здрави, ја ќе ве поздравам со Христос се роди, навистина се роди. Пријатна вечер.